Со развојот на технологијата се повеќе се наметнува потребата од користење интернет. Неговата употреба станува секојдневие со оглед на тоа дека интернет конекција има речиси секое домаќинство, а покрај на компјутер често се користи и преку паметните телефони. Социјалните мрежи, читање онлайн весници, слушање музика, гледање видеа, филмови, игри и слично се најчестите активности на корисниците на интернет. Денот се започнува со интернет и проверка на имејл адреси, социјални мрежи и слично, посебно за оние кои по големиот дел од работните обврски им се поврзани со ваков вид на комуникација, како што се например луѓето кои работат во невладиниот сектор, објаснува Сретен Коцевски од невладината организација Институт за развој на заедницата. Секојдневно сме бомбардирани од голем број на информации кои што доаѓаат преку социјалните мрежи за најразлични работи. Стануваме на некој начин зависни од тоа, дека сакаме да имаме информацијата во моментот и некако да се доведовме у ситуација дека ако не погледнеме на телефон или на интернет повеќе од половина час, како некоја работа нас да ни промашила. Тоа навистина е загрижувачки од една страна, но од друга страна за оние кои што го користат за работа професионално, навистина помага и ние во нашата работа или ја лично, например, ја користам интернетот секојдневно, добивам критика од непосредното обкружување, но јас сум поврзан со голем број на колеги, пријатели, роднини во земја, во иностранство. Имаме временски рамки и разлики во различен временски период кога добиваме информации, така да сакаме да бидеме информирани, така да многу голем дел од времето поминуваме покрај телефонот или покрај компјутерот. За жал станавме на некој начин зависни, но навистина не знаеме како да го победиме тоа и како да се да излеземе од таа рамка. Тоа е веројатно предмет на една поширока дискусија, веројатно и науката треба да се позанимава со тоа, но едноставно не можеме да го победиме. Тоа е реалност, тоа е потреба и еднаш кога ќе се навикнеме на тоа, тешко ние да се откажеме. Дали сметате дека повеќето од корисниците на интернет го користат за да научат нешто или еве контакти да остварат или онака од досада што се вели? Така. Она што јас можам да го забележам интересно прашање, не се користи многу за учење, за жал. На интернетот нуди многу ресурси, пака интернетот го кажуваме генерално, нели? Има многу ресурси од кај што може многу да се научи. Значи може да се научи, да се зајакнат своите капацитети, може и да се заработи. Но она што гледам дека и така да и ние кога имаме целни групи кај што се помлади, гледаме дека недостасува еден дел на образование за нив на кој начин може да се искористи. Така да мислам дека потенцијалот не е искористено на што се нуди од аспект на образовни можности или цели кои што би можеле да ги постигнеме. Со оглед на достапноста и функционалноста, мобилните телефони можат мощно лесно да ги заменат персоналните компјутери. Мислам дека веќе го заменува. Да, така да, еве јас кога одам на пат или било каде, јас веќе и не земам компјутер со мене, лаптоп, ја го имам телефонот. Треба да имаме само малце поголем екран, нели, за да може се да забележиме или да видиме така со еден поглед повеќе информации, така да се повеќе користиме телефонот него лаптопот. Според податоците на Државниот завод за статистика во првото тримесечие од 2016 година, 75,3% од домаќинствата имале пристап на интернет од дома, што е за 6% поени повеќе во споредба со истиот период од 2015 година. Во првото тримесечие од 2016 од вкупното население на возраст од 15 до 74 години интернет користеле 72%, а 61% го користеле секој ден или речиси секој ден. Мобилниот телефон или паметниот телефон биле најкористени средства за пристап до интернет, кај 81% од корисниците на интернет во овој период, а најмногу кај лицата на возраст од 15 до 24 години. 77% од корисниците на интернет во овој период употребиле мобилен телефон или паметен телефон за пристап на интернет надвор од дома или од работа. 19,3% од лицата кои кога било употребиле интернет нарачале, односно купиле стоки или услуги преку интернет во последните 12 месеци, а мнозинството, 55% од нив, купиле облека или спортска опрема.